Платата во јавната администрација не е привлечна, па многумина квалификувани кадри ја напуштаат. Поради ова многу институции се пред кадровски колапс, па на работа од дома се молат да се враќаат пензионери за да работат со договор на дело. Ова го тврдат од Сојузот на синдикати на Македонија. За нив ова е привремено, но не трајно решение. Овој чекор е само привремен кој што не би дал долгорочно некоја си перспектива за она што значи административно работење или администрацијата дека со тоа ќе го реши проблемот. Ние мора да ги привлечеме младите да останат во државата, да работат, бидејќи се повеќе работат од дома за странски фирми, така да и онај порано што сум го кажал, градат туѓи економии наместо нашата. Многу често имаме примери кога министри или директори на институции лично ги замолуваат колегите кои заминале во пензија да се вратат на работа. Мораја да направат нешто за да профункционираат или едноставно да ги обучат оние кои што како би требало да оди постариот да го подучи помладиот и се така да оди и понатаму за да може да се справи со сите оние предизвици кои што во одреден момент на администрацијата е потребна. Која е пораката на синдикалците до власта поради ваквата состојба? Мислам дека број еден е платата, бидејќи сами гледате дека уназад 2-3 години синдикатот за администрација и другиве институции кои што подпаѓаат УПОС, односно и ССМ, притискаме да во администрацијата се покачат платите. Секоја битка што ја водиме многу тешко се води и сепак гледајќи го ова веќе и младите веќе имаат одбојност да бидат во овие служби, бидејќи не гледаат дека нешто може да се подобри околу платите. Значи се врти околу стандардот на еден граѓанин кој што сепак во овие услови на стопанисување и во овие цени кои што галопираат секојдневно, кои што секојдневно ги гледаме и јаве и ние како Сојуз на синдикати сугерираме, тоа се уште трае и не знаеме до каде ќе трае.